да бидеме реални, ова не значи дека се е завршено. Нивното лекување и рехабилитација и можности за компликации секогаш постојат. Сигурно уште следните 2-3 недели додека се затворат раните. Некои од пациентите и се оперирани таму, значи тие што имале рани генерално се трансплантација на кожа, така да не брзаме со многу добри прогнози, иако навистина убаво е кога ги слушаме овие вести кои што влеваат многу надеж, дека повеќето од нив ќе се вратат здрави и живи, да се надеваме сите. Кога велам потешки, сериозни пациенти, кога велиме, тоа значи дека тоа се пациенти кои што се уште се интубирани и кои што имаат инфекции, кои што се резистентни, кажав, на антибиотици. Сега рехабилитацијата на некои пациенти кои што се со трет и четврт степен. Што е трети и четврти степен изгореници? Тоа се поголема површина на кожа, изгореници. Но и оштетување на нервни завршетоци, секако. На ткиво, на потни жлезди. Трет степен практично имаме оштетување на кожа, меѓутоа и подкожен слој, додека четврти степен веќе се зафатени и нервни, и крвни садови, и овие се подложни на инфекции повеќе од сите други. Повеќето пациенти се трет степен, така да ајде да видиме, да се надеваме дека рехабилитацијата и тоа ќе биде квалитетно. Ви кажав, рехабилитацијата можеби ќе трае кај некои неколку недели, а кај некои пациенти ќе биде и со месеци.